Добро, драги колеги, почитувана јавност, се свикавме оваа пресконференција за да го најавиме утрешниот протест кој ќе се одржи на раскрсницата помеѓу булевар Борис Треговски и булевар Србија, односно во непосредна близина на овој кружен тек или влезот на цементарница Усје. Причините се јасни и видливи, загадувањето од фабриката зад нас, а кое го чувствуваме сите. Уште еднаш сакаме да додадеме дека оваа блокада произлегува од јасното барање на граѓаните за поздрава животна средина и повикуваме на масовност затоа што молчењето не труе повеќе од секој чат. Истовремено наведуваме дека како и секогаш кога закажуваме протест или кога се одржува протест, цементарница Усје испраќа соопштенија во кои вели дека не е загадувач и дека загадуваме ние граѓаните. Нашиот одговор е: знаеме дека повторно ќе го сторите тоа, па ве прашуваме кој што сам си го мери загадувањето за себе ќе каже дека загадува. А кој загадува, знаеме и чувствуваме сите. Ние не веруваме во вашите мерења, затоа е потребно исполнување на нашите барања. Она што исто така можеме да го кажеме дека со заеднички сили цело време вршиме мониторинг на Усје и загадувањето кое го предизвикува цементарата. Важно е да се знае дека мерењата на квалитетот на амбиенталниот воздух со кои институциите располагаат се на Усје и ги добиваат од самата фабрика на месечно ниво, па наместо тоа да го прави државата. Профитот на Титан е најголем тука, односно во Македонија изнесува 30%, иако на целата групација профитот е 11,9%. Очигледно 30% профит е поважен од нашето здравје. А тука има два фактори: слабата институционална контрола и фактот дека законите не се усогласени со регулативата на Европската Унија, особено во делот на одговорност за еколошка штета и борба против еколошки криминал. Дозволете ми уште еднаш да ги повторам нашите барања. Тоа е мерната станица кај Усје, поставена од општина Кисела Вода во 2023 година, да започне со континуирано 24/7 мерење и јавно прикажување на податоците во реално време, истата да биде интегрирана со сите јавни апликации за квалитет на воздухот, наместо досегашното парцијално објавување резултати преку PDF документи на веб страницата на општината. Дополнително да се постават повеќе мерни станици во поширокиот простор овде околу Усје со цел јавноста транспарентно и во реално време да го следи нивото на загадувањето. Усје да инсталира автоматски ЦЕМС систем кој ќе обезбедува континуирано следење и автоматски аларм ако мерната станица поставена во оџаците на Усје покаже загадување над дозволеното. При секое прекршување веднаш да се изрекува казна по принципот на Safe City, како и време на забрана за работа. Податоците од ЦЕМС мерењата да бидат јавно и транспарентно достапни 24 часа 7 дена во неделата за сите граѓани. Да се ревидираат постојните мерки за прогласување вонредна еко состојба, така што при температурна инверзија и надминување на граничните вредности на загадувањето автоматски да стапува на сила мерка за целосен стоп на работата на Усје, вклучително и на рудниците. Истата мерка да важи за сите иматели на А интегрирана дозвола. Важечките гранични дозволи на частичките PM10, PM2,5, NO2 и други загадувачи да се согласат со препораките на Светската здравствена организација, односно да се намалат и заострат во однос на сегашните стандарди. Целосно елиминирање на употребата на високо загадувачки горива, односно во производниот процес на Усје и премин кон почисти енергенси како што е природен газ или водород. Акредитација на Државната лабораторија за мерење на аерозагадувањето, запирање на активностите на рудникот за Лапорец, најстрого и целосно почитување на сите мерки предвидени во интегрираната А дозвола за спречување фугитивна прашина, поништување на одредбата деловна тајна во Законот за контрола на индустриските емисии со цел транспарентност кон јавноста. Ги очекуваме граѓаните на утрешниот протест, за сите заедно да му кажеме стоп на Усје, односно стоп на загадувањето на оваа фабрика. Да, во однос на Советот, ние сме во комуникација со институциите цело време, пробуваме да добиеме повеќе и повеќе информации во однос на тоа, во однос на цементара и загадувањето, и самите институции кажаа дека ги добиваат информациите од фабриката. Па ајде да има тука мерни станици кои што цело време ќе покажуваат колку е загадено и може тогаш ќе веруваме на институциите и може би ќе покажат дека е така што гледаме дека не е така. Еве, не работат оџаците, убав е воздух. Како може да ги впериме прстите кон граѓаните да речеме ние не сме загадувачи?